Македонската православна црква и годинава ќе го одбележи патрониот празник на град Радовиш Свети Спасо Радовишки. Одбележувањето на празникот започнува на 20 август недела. Манифестацијата по повод чествување на празникот Свети Спасо Радовишки ќе се одржи од 20 до 23 август, при што предвидени се два програмски дела. Првиот црковен и духовен, а вториот од културно-забавен карактер за граѓаните на општина Радовиш. Како и секоја година ќе имаме духовна академија. Оваа година Свети Спасо Радовишки празникот се паѓа во недела, а спроти самиот ден во саботата навечер ние имаме свечена архиерејска вечерна служба, каде што ќе служи неговото високопресвештенство митрополитот Брегалничи и господин Иларион. Потоа после вечерната богослужба правиме литија со иконата на Свети Спасо, организирано тргнувајќи од црквата па до центарот на градот, каде што има параклис и таму прочитуваме молебен канон кон Светиот Спасо Радовишки. Од кога ќе заврши литијата, околу 20 часот и 30 минути започнува духовна академија, каде што учествуваат хорови. Оваа година ние организиравме, повеќе самите се организиравме тука од Радовиш да организираме таа духовна академија, па затоа и не повикавме други хорови од други градови. На таа духовна академија ќе учествуваат децата од детскиот хор Свети Спасо Радовишки. Само да потсетам дека во Радовиш веќе година и пол обстојува детски хор. Како и секоја, така и оваа година Македонската православна црква организира и духовна академија со учество на хорови. Годинава во духовната академија учествуваат децата од детскиот хор Свети Спасо Радовишки. Веднаш после нив ќе настапат и возрастниот хор со своја композиција, па ново формираниот хор Свети Јован Дамански, со кој ќе биде збогатена програмата на духовната академија. Другиот ден ќе имаме света литургија, каде што ќе дојде неговото високо пресвештенство господин Иларион, каде што има поканено и други архиереи од Македонската православна црква имат покана да дојдат и се надеваме дека ќе дојдат. И после тоа, после светата литургија, ќе си има свечен ручек во 11 часот во манастирот Свети Ѓорги во Оравица, ќе има и организиран превоз, кој сака може да дојде до манастирот да се прошета, таму ќе има ручек за сите кои што можат да дојдат. Па така и јас како свештеник, како што реков на почетокот, ги повикувам сите оние кои што се чувствуваат христијани, православни, кои што исповедат православната вера, да дојдат да му дадат вистинска почит на овој наш голем светител, бидејќи таа е наша должност, бидејќи насекаде во светот каде што потекнува некој светител од градот од каде што потекнува, таму секогаш има големи прослави, се градат цркви на тој светител и секогаш достоинствено се прославува. Па така и ние како Радовиш град да можеме достојно како сите други православни земји да му дадеме вистинска почит. Свети Спасо Радовишки е маченик од 19 век. Тој е македонски христијански светец, новомаченик. На 20 години родителите го пратиле во Солун да учи занает. Таму го присилувале да прими ислам, но откако не се откажал од својата вера, бил измачуван, ги поднел сите страдања и одејќи кон бесилката измачениот Анастасиј Спасо паднал и ја предал својата душа на Господа. По неговата маченичка смрт, преподобниот Никодим го напишал неговото житие. Македонската црква неговиот празник според Григоријанскиот календар го слави на 21 август. Организаторите на манифестацијата ги покануваат граѓаните со Божјата милост и славата на светителот Свети Спасо Радовишки да ја продолжиме традицијата на чествување и со неговите молитви да се негуваат добрите души.